Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од пријатели кои што ја следат оваа заедница и кои што ми поставија прашања, се поврзани со вежбање и со повторни делот на исхрана нормално, но за да не должам многу ќе го погледнеме прво. Првото прашање ни доаѓа од Саше, наш драг пријател кој што доста редовно нас следи. Која е најдобрата храна и најдобро време за јадење пред и после тренинг? Саше, супер прашање, фала ти за интеракцијата и за прашањето, верувам ќе помогне на многу луѓе. Храната за пред и после тренинг е многу важна, од исклучително значење, затоа што храната е единствениот начин како ние ќе добиеме и енергија за време на тренингот и нормално регенерација после тренингот. Она што јас практикувам да го правам и она што јас сум го научил во пракса за оваа тема е дека секогаш пред вежбање, ако тоа е попладневно вежбање, секогаш гледам да вежбањето го темпирам, односно можеби некогаш и ручекот да го темпирам ако вежбањето ми е подоцна, да имам главен оброк некои 2 часа пред да вежбам, затоа што најчесто главниот оброк ако се работи за ручек е комплетен, односно има и витамини, и минерали, и протеини, и јаглехидрати, па на тој начин најдобро ќе се добие енергија за тренингот кој што би го имал подоцна, односно после тие 2 часа. Од друга страна, ако можеби ручекот е во 4 часот, во 8 часот имам тренинг, обично знам да речеме околу 7 саат, односно саат време пред да ми биде вежбањето, да изедам можеби протеинско чоколадце кој што ќе ми обезбеди и протеин и можеби некаков шекер, односно гликоза која што ќе се зачува некое време во мускули, за да ја искористам за време на тренингот. Тоа е она што јас го правам. После тренинг од исклучително значење и важност е што ќе се направи во првите 40 минути. И во принцип 40 минути после вежбање тој период се вика метаболички прозорец и тоа значи дека нашите мускули се најспремни и подготвени да добијат регенерацијски оброки за да ја почне регенерацијата и реконструкцијата на искинатите и повредените мускулни влакна. И тие оброци, она што јас го советувам и го знам со сигурност е дека најдобро да бидат додатоци во исхрана, односно протеински шејкови, најразлични можеби протеини кои што ќе обезбедат таа регенерација. Многу луѓе по ова прашање кога зборуваме имаат страв затоа што сметаат дека леле тоа да не ми оштети бубрези, дали е здраво, прашок е, па да не е хемија и така натаму, но можеби треба да потребни се едноставни знаења доколку сакате тоа да го воочите. Во принцип целата индустрија која што се занимава, односно индустријата која што се занимава со фитнес и додатоци во исхрана, протеински шејкови и така натаму, тоа го има направено само за да се поедностават работите и протеинските шејкови се само еден начин како вашиот желудник да не губи време во обработка и при тоа да има по-добра и побрза апсорбција. Односно, да речеме, јас протеинскиот шејк кој што си го користам, има време на апсорбција од 15 до 20 минути и тоа ми обезбедува да ги запазам овие први 40 минути од метаболичкиот прозорец, затоа што класичната исхрана, ако вие земете можеби, не знам, да јадам после вежбање стек и ориз или стек и компир, на класичната исхрана ќе треба малку повеќе време, можеби саат и пол или 2 часа додека дојде до мускулите, а веќе тоа е малку доцнење, но не значи дека не постојат луѓе кои што ги немаат резултатите. Тоа е она што јас го советувам и што јас го правам, ваше е што ќе прифатите и што вие ќе правите, но осигурете се да ви даде резултат. Така да по ова прашање, Саша, мислам дека горе-доле тоа се моите ставови и мислења и ако можеби можам на некој друг начин да ти помогнам да поиндивидуализирано ти треба совет, ја слободно исконтактираме повторно кој што го направи овој пат, да го погледнеме и следново прашање. Јосиф, дали си слушнал и што мислиш за интермитент фастинг?
Виктор, фала ти за прашањето. Нема многу познавање околу оваа тема, па морав малку да погледнам што значи intermittent fasting. И за оние кои што исто така немате појма за што се работи за начин на исхрана кој што изгледа да на следниот начин. Станувате во 8, првиот оброк ви е после 5-6 часа од станувањето, значи не јадете ништо. Имате еден главен оброк кој што е обилен, да речеме после 5-6 часа од станувањето, и во остатокот од денот може би имате додатоци во исхрана од типот аминокиселини, протеински шекови и така натаму, протеини кои што ќе задоволат вашата мускулна маса. И човекот кој што, односно глумецот кој што го промовира овој начин на исхрана, да не се лажеме, изгледа врв. И тоа е нешто што него му функционира и стварно он го прави со долги години се тоа и изгледа стварно супер. Но пак ќе речам, она што јас за себе знам дека не би го правел овој начин на исхрана, и она што јас го промовирам и го советувам околу луѓето со кои што се среќавам секојдневно и со луѓето со кои што работам, е дека на нашето тело му требаат нутритивни вредности во текот на целиот ден. Она што мене ми дава резултати, ме полни со енергија и ми дава да го издржам мојот динамичен ден, се квалитетен појадок, редовни оброци на 3-4 часа, доволно вода, вежбање 3-4 можеби пати во неделата, и тоа е она што јас го правам искрено. И пак ќе речам, сите овие работи, можеби некој од вас веќе ги следел епизодите кај што зборувам и за некои диети и начини на исхрана кои што даваат резултати, не дека не даваат резултати. Прашањето е повторно, Виктор, дали ти лично би можел тоа да го правиш цел живот. Пошто не се работи за 2-3 месечна цели и практикување на одредени работи кои што ќе ми донесат можеби брзи моментални резултати, но на долг рок нема да можам тоа да го издржам, па ќе се мачам, ќе се разочарувам и така натаму. Затоа прашање е дали ти можеш ова да го правиш, а дека дава резултати и самиот си свесен дека дава резултати од линкот кој што ми го прати да го погледнам со видеото. Така да тоа е она што јас имам да го кажам по оваа тема. Јас лично не би го правел и не гледам логика зошто би го правел. Може би во иднина после 10 години ќе се докаже дека тоа е супер и може би го правел, но сега за сега не би можел многу да коментирам, затоа што пред се јас го немам практикувано, но она што јас го имам практикувано, знам дека нешто друго е можеби поважно и попрактично и поизводливо во делот на исхрана. Така да, дечки, и на двајцата фала ви за уште еднаш за прашањата и идеите кои што ми ги дадовте. Верувам дека се тоа ќе донесе вредности до многу од оние кои што не следат. Тука завршувам со денешната епизода. Фала ви за внимание. Ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следно издание. Чао!